Доналд Трамп сака и борба и шоу, и со изгласаниот импичмент во момент на неговото обраќање на изборниот митинг во Мичиген, ги доби и двете работи, и тоа на стероиди. Со игра на случај, долго планираниот митинг на Трамп во малиот град Битл Крик во Мичиген се совпадна со денот на неговиот импичмент во Вашингтон. Историското гласање во представничкиот дом всушност се одржа кога американскиот претседател им се обраќаше на околу 7.000 негови приврзаници кои извикуваа "Го сакаме Трамп". Што може подобро да му се случи во неговите кавги со демократите во Конгресот? Тие се обидуваат да ме отповикаат уште пред да станам председател, им изјави Трамп на насобраните. After 3 years of sinister witch hunts, hoaxes, scams, tonight the House Democrats are trying to nullify the ballots of tens of millions of patriotic Americans. Представничкиот дом, предводен од Демократската партија, го направи републиканскиот бизнисмен трет председател во историјата на Соединетите држави, кој е предложен за отповикување. По маратонската 10-часовна расправа пратениците гласаа да го казнат за злоупотреба на службената должност, односно за притисок врз председателот на Украина, да го испита неговиот потенцијален предизвикувач на Белата куќа, Џо Бајден, и за спречување на истрагата на Конгресот во врска со овој случај. Демократите рекоа дека немаа друг избор. December 18th, a great day for the Constitution of the United States. A sad one for America that the President's reckless activities necessitated our having to introduce articles of impeachment. Адам Шиф, конгресменот која предводеше истрагата за импичмент, оцени дека во опасност е самата идеја на Америка. The President of the United States has been impeached for now only the third time in history. The President of the United States should be tried. And the question is now whether Senator McConnell will allow a fair trial in the Senate. Трамп сега ќе застане на суд во Сенатот, каде што неговите републиканци, предводени од Мичел Маконел, имаат солидно мнозинство и се очекува да го ослободат од вината. Ниту еден од двајцата претходни председатели што беа отповикани, Ендрю Џонсон во 1868 година и Бил Клинтон во 1998 година, не беа отповикани и од Сенатот, и двајцата ги задржаа нивните функции.